Почитувани граѓани, ова се однесува на второто прашање, кое што беше сосем различно од првото. Односно, дали воопшто е покрената предистражна постапка во однос на постапките и склучените договори за изградба на коридорите 8 и 10Д. На тоа повторно јавниот обвинител остана глув и не се произнесе и единствено ги цитираше членовите од Законот за кривична постапка, каде што повторно се повикува на тоа дека доколку кривичната пријава не била поднесена од конкретно лице, истите не биле должни и можеле да постапуваат со рок кој што тие ќе утврдат. Почитувани граѓани, пријавата која што е поднесена до јавното обвинителство е од сите граѓани на Република Македонија и не можат да се заскриват зад одредбата дека рокот од 3 месеци да се произнесат дали и кон каде ќе продолжи, дали воопшто ќе продолжи. Постапката може да трае со години, со што претпоставувам дека ќе го искористат овој рок и истата ќе трае со години. Тоа значи нема да имаме разјаснување во однос на сите наводи кои што произлегуваат од договорите кои што ги склучиле ненадлежните институции, односно владата, која што е ненадлежна да ги склучува овие договори, ги склучила понатаму. Сите овие постапки, бидејќи предлагач на јавниот обвинител е токму владата, јавниот обвинител и не смее да поднесе никакви постапки и никакви истражни действија да преземе во однос на овие постапки. Затоа, исто како што до Државната комисија за спречување на корупција доставиле фрагменти од договорот, а не целокупниот договор без прилози, истото претпоставуваме дека е доставено и до јавното обвинителство, но јавниот обвинител не смогна сили да дојде овде, да ги објасни овие постапки, да каже до каде се постапките и дали со ова превземање ќе има понатамошни постапки на истрага и за јавноста да се затвореше ова прашање дали има елементи на противправно постапување со што целокупната јавност и сите надлежни институции благовремено алармираа и утврдија дека самата влада не е надлежна да постапува, односно склучува договори за кои што не е надлежна да ги донесе измените и дополнувањата на сите претходно посочени закони во изминатите недели, а јавното обвинителство на ова молчи. Затоа и довербата во судството и јавното обвинителство кое е под капа на извршната власт е на ниво кое што во моментот е не повеќе од 1%, односно на ниво само оние кои што се вработени таму. Немам дополнително прашање и не сум задоволен од одговорот.